Почитуван подпредседател, почитувани колеги, почитувана колешке. Во вашиот говор во голем дел обвинувавте дека во опозицијата се јавува сомнеш за оваа политичка, а не статистичка операција, која треба да е. И нормално е да се спроведе во нашата држава, но да биде статистичка операција, а не политичка. Сега јас накратко ќе ви ги образложам моите размислувања, но само дел од нив, бидејќи е сепак реплика, зошто се јавува сомнеш. Ако е само статистичка операција, зошто тогаш има потреба од врзани потписи на директорот и заменик директорот? Вашата меѓупартиска и меѓукоалицијска недоверба во работењето на оваа институција, која ја надминувате на ваков начин со врзан потпис, нормално е да се појави, нели, сомнеш кај нас. Недостаток на постпописно истражување со најмалку 2% од пописната маса заради утврдување на квалитет ни отвара сомнеш. Само да нафрлам, накратко. Сомнеш е и за живеењето нема временска рамка. Сомнеш е дека нема планирано пишан трак за овој попис. Сомнежи имаме многу. Недостаток во предлог законов е методологијата. Недостаток на поимникот повторно отвара можност за сомнеш. Вие, ако сакате да биде пописот статистичка операција, ќе смогневте сили да истиот во најмала рака го одложите заради пандемијата која што ја имаме од COVID-19. Кога сум кај оваа сериозна здравствена ситуација, поврзана со ковидов, ве прашувам зошто немаше јавна расправа за овој закон за попис. Или како што правите за реформите во образованието, каде бегате од јавни расправи, па сегде, каде што треба да се побара стручно мислење, имаме недостаток на јавна расправа. Почитувана колешке, има многу забелешки за овој предлог закон за попис и не може да се има доверба за начинот на спроведување дека ќе биде професионален, кога лицата што се главни и одговорни за спроведување на пописот се политички лица, кои се избрани од политичка влада, а не професионално, како и впрочем што му ветивте на народот, нели, во предизборието. Нека има и едно прашање на кое би сакала да ми одговорите. Каде е Советот за статистика кој има мандат? Дали тие членови квалитетно и професионално оставате да имаат удел во оваа операција? И ќе спомнам, за да завршам, верувам, како што каже и мојата колешка, и кај мене се јавува сомнеш за резултатите од пописот дека веќе се знаат. Раководството на партиите на власт си ги знаат резултатите, па јас ќе ви речам, нека си ги кажат и да завршиме со ова. Може и ќе заштедиме пари, а со заштедените пари барем платите на народот да се зголемат, зашто основните намирници за живот се многу, многу покачени. Ви благодарам. Контрареплика, пратеничката Снежана Калевска, Ванчева, повелете.